Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели, до сите вас, кои што оваа вечер ќе ја слушате емисијата Гласот на вистината. Се разбира оваа вечер. Господ ни дал можност да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. И се разбира дека и оваа вечер ќе имаме едно убаво и изобилно време, се разбира со Таткото, Синот и Духот Свети. Затоа што нашето заедништво е со Таткото, Синот и Духот Свети. Зборуваме за Библијата. Зборуваме за Светото Писмо. Зборуваме колку е битно и многу важно да се чита Словото на Господа. Затоа што преку Словото Божјо Бог нам ни се открива. И не само што тој нам ни се открива, Бог го открива својот карактер и неговиот совршен план се разбира за нас. И затоа е многу битно и многу важно да се чита Библијата, да се чита Светото Писмо. Покрај другата останата литература со која што ние се занимаваме и посветуваме време, мој совет е да најмногу време посветиме, се разбира, на Библијата, на Светото Писмо. Ништо не е погрешно да се читаат и други книги со друга различна содржина. Меѓутоа, она што е многу важно да се чита Библијата, затоа што таа е од Бога. Бог е автор на самото, се разбира, Свето Писмо. Почитувани слушатели, зборувавме за, како што кажав, многу важни теми. Изборуваме за теми кои што сте многу битни и многу важни. Земја, Библијата. Дали можеме да бидеме сигурни и да веруваме на Библијата? Тоа беше нашето прашање. Дали во Библијата постоја противречности? Напоменав дека постојат голем број на луѓе, група која што зборува дека Библијата не е од Бога и дека постоја противречности. Но кога ќе го читаме Светото Писмо, почитувани слушатели, ќе видиме дека такво нешто не постои. Но она што е многу битно и многу важно при земањето на Словото Господово во нашите раце, потребно е пред се да се отвори душата и да се отвори срцето, за да можеме, се разбира, да го разбериме Словото Господово. Ако не го отвориме нашето срце, верувајте ми, дека Бог ќе се сокрие од нас и ќе не можеме да го разбериме самото Слово Божјо. И само така можеме да дојдеме до заклучок дека во Библијата постоја противречности и дека Библијата не е Божи збор и дека Бог, се разбира, не е автор на неа. Но кога ќе дојдеме пред Господа и кога ќе ја земеме Библијата пред нас со отворено срце, со отворена душа, тогаш ќе можеме да ја разбериме Библијата таква каква што е. Почитувани слушатели, ако тргнеме со намера, направиме чекор да најдеме противречности, бидите сигурни дека ќе најдеме противречности, дека Библијата, се разбира, не е од Бога. Затоа е многу важно и многу битно да се чита Словото Господово, меѓутоа да се чита, како што кажав, со искрено срце и искрена душа. Што треба да знаеме за Библијата? Тоа е едно од многу поважните прашања. Покрај тоа што зборуваме за Библијата, дали можеме сигурно да и веруваме на Библијата, дали во Библијата постоја противречности, вечерашната тема е уште што треба ние да знаеме за Библијата. Најнапред, она што треба да знаеме дека Библијата се разликува од другите останати книги, по тоа што е полна со свежина која зрачи од неа. Да повторам уште еднаш.
За да се искуси таа свежина, потребно е незино темелно и длабоко истражување. Никој во неа не може да најде одговор на прашањата за иднината, друг може би ја чита Библијата за да ја исмее, за да ја најди мана. Трети ја чита на вистина со искрено срце и искрена душа, за да може подлабоко да го запознае Господа. Првиот и вториот веројатно ќе се разочараат од неа, но затоа пак третиот ќе добие, се разбира, живот вечен. Библијата е непресушен извор и може да ја читаш еднаш, два пати, 10 пати, па и секогаш да се чита со таа иста свежина. Библијата се уште е мојкен извор на животот, како и порано. Значи, таа не се менува. Светото писмо е оаза среде пустина, како што жедната душа може да најде подкрепа. Во Библијата мнозина нашле утеха кога биле во голема жалост или надеж кога биле во голем очај. Таа секогаш е свежа, што и да се случи со другите книги. Внимавајте, секогаш Библијата е свежа, што тоа, се разбира, не е случај со другите книги. Затоа е многу важно да се земе Светото писмо, да се чита Библијата. Таму ќе се најде свежина за нашата душа, свежина за нашето срце. Затоа напоменав дека треба пред се со искрено срце да застанеме пред Господа и да ја земиме Библијата, да го земиме Светото писмо, а потоа се разбира и да го читаме. Почитувани слушатели, значи кога ќе ја читаме Библијата, таа има свежина. И покрај сите наши проблеми и грижи во кои што ние се соочуваме, таа може да не освежи, таа може да ни даде мир, таа може да ни даде благослов и таа може да ни даде водство. Таа може да не поврати во живот, да продолжиме да живееме и понатаму. Всушност, Библијата може да ни ја даде иднината. Почитувани слушатели, земете ја, читајте ја Библијата и таа ќе ве благослови. Ќе бидете благословени, ќе го почувствувате тој благослов во вашиот живот. Ќе го почувствувате тој мир во вашиот живот. Затоа што реков дека Библијата е свежа и таа ќе го држи свеж вашиот живот. Ако секојдневно ја читаме и се разбира, се храниме од неа. Кога ќе ја читаме Библијата, не само што ние ќе ја читаме и ќе бидеме свежи, ние ќе растиме во верата и ќе го запознаеме многу подлабоко Господа. Знаете, денеска голем број на луѓе го познаваат Бога површно, па дури и веруваат површно. Затоа е многу битно да се земи и да се чита, се разбира, Светото писмо. Така ќе го запознаеме Бог многу подлабоко и ќе го запознаеме неговиот план, совршен план кој е за сите нас. И се разбира, ќе го запознаеме Исус Христос, неговиот Син. Почитувани слушатели, сакам ова вечер да ви посакам благослов Божи, имајте убава и благословена вечер и се разбира се слушаме наредната емисијата насловена како глас на вистината. Господ со вас, Бог нека ве благослови, нека ги благослови вашите семејства, вашите деца и тој нека го води, се разбира, вашиот живот. Ако еден ваков чекор се уште немате направено, ова вечер, еве Бог ви дава можност и отворена врата. Пред да си легнете, помолете се, побарајте го Господа и тој е тука. Тој е секогаш до тебе и до мене. Бог е секогаш со нас. Каде и да одиме, тој е секогаш со нас. Псалмистот Давид вели да слезам во долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, ти си со мене.
Исус на своите ученици им дал едно огромно ветување дека ќе биде со нив до свршетокот на светот. Не заборавај оваа вечер, Бог е со тебе. Отвори го твоето срце, отвори ја твојата душа и земи го Божјото Слово. Читај го и тоа ќе те благослови, и тоа секојдневно не само што ќе те храни, туку ќе го освежува секојдневно твојот живот, се разбира преку инспирација на Духот Свети. Пријатна вечер и Господ со сите вас. Чао!